Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате 87 нови случаи на COVID-19 во земјава, од кои 10 во Тетово. Најмладиот пациент е 4-месечно бебе. Семејство од Тетово на починат од коронавирус 2 месеци чека правда и одговорност за пропусти во неговото лекување. Општински патролни тимови во Гостивар контролираат колку граѓаните ги почитуваат антиковид мерките. 87 нови случаи на COVID-19 во земјава во изминатото деноноќие. Институтот регистрира 5 оздравени пациенти, а има и едно починато лице од Куманово на 74 годишна возраст. Нови 87 случаи на COVID-19 во земјава во последните 24 часа. Главниот град се уште е на врвот со највисока бројка на новозаболени, 41 нов случај. Потоа следува Штип со 16 и Куманово со 12. Починал еден пациент од Куманово на возраст од 74 години. Институтот за јавно здравје регистрира и 5 оздравени пациенти, еден во Скопје и по 2 во Прилеп и Тетово. Министерот за здравство Венко Филипче дециден непочитувањето на мерките за заштита го донесе вториот бран во земјава. Непочитувањето на мерките за заштита го донесе овој втор бран во нашата земја и сметам дека сите треба да извлечеме поука од тоа. Успеавме добро да го амортизираме првиот бран и многу по-безболно, па и од многу други земји, да ставиме епидемијата под контрола. Во даден момент, оние кои што не ги почитуваа мерките на заштита, ниту мерките за лична заштита, превенција, ниту пак рестриктивните мерки кои што беа воведени, го загрозија и собственото и колективното здравје и ги ставија во многу незавидна позиција сите останати граѓани кои што многу доследно се придржуваат до превентивните мерки. И овој пат потенцирам дека вирусот е тука, дека тој останува, дека мора да научиме да живееме со него. Целиот свет, впрочем, продолжува да живее со вирусот, а овие превентивни мерки се практично универзални и се темелат на истите принципи, на носењето на маска, одржувањето на физичката дистанца, хигиената, дезинфекцијата и други мерки, други форми на мерки практично нема никаде во ниту една друга земја во светот. До сега во земјава се направени вкупно 38.014 тестирања на COVID-19. Бројот на активни случаи во земјата изнесува 1424. Денес во Тетово и Тетовско се регистрирани 10 нови случаи со COVID-19. Најмладиот пациентот пред 2 дена е 4-месечно бебе. Епидемиолозите апелираат граѓаните да не ги кријат симптомите, туку да се јават навреме кај матичните лекари. 4-месечно бебе од пред 2 дена е најмладиот пациент со COVID-19 во Тетово и Тетовско, а заразено и 4-годишно дете, откако нивните родители биле позитивни на тестот за коронавирус. И денес во овој регион има 10 нови случаи, при што е регистриран нов кластер во општина Желино, додека останатите се од градот Тетово. Значи, доминирала бројката во општина Тетово, особено во градот, и во општина Теарце. Но имаме и кластер нов во општина Желино. Повеќето од новите случаеви се контакт случаеви. Може би ова е добра вест, пошто веќе имаме познати кластери од кај што ни потекнуваат и овие нови случаеви со COVID-19, но секако присутни се и нови кластери, а знаете дека со секој нов кластер може да имаме и поголема бројка на ново инфицирани. Потенцијално ново жариште изминатиот период е општина Теарце со 36 случаи. Деновиве најголем број се во селото Теарце, а претходно имаше повеќе во селото Слатино. Во последните денови во општина Теарце повеќе имало случаеви внатре во село Теарце, а на почетокот имаше повеќе случаеви во село Слатина. Има уште еден нов случај таму, деновиве. Така да мислам дека контактите и во општина Теарце веќе се изолирани и немаме многу нови кластери, а со тоа мислам дека и како ново потенцијално жариште што ни беше Теарце, полека ќе ги средиме, ќе ги имаме мислам во предвиди и нивните контакти и со тоа ќе немаме и други нови кластери.
Поради постојаниот раст на случаите со COVID-19 во овој регион се направени 200 теста во рамки на вонредниот скрининг кој се спроведува во соработка со матичните лекари, но се уште се чекаат резултатите. Општински патролни тимови во Гостивар контролираат колку граѓаните ги почитуваат анти-ковид мерките. На Гостиварското подрачје има само еден новозаболен и тоа од село, во општина Врапчиште. Стандардно со повик граѓаните да се држат до мерките за заштита од коронавирус и оценка дека состојбата е релативно стабилна, заврши и денешниот состанок на меѓуопштинскиот кризен штаб во Гостивар. Изминатото деноноќие на подрачјето е потврден само еден новозаболен и тоа од село во општина Врапчиште. Генерално констатиравме дека граѓаните на општините Гостивар, Врапчиште и Маврово ги почитуваат сите препораки и протоколи. И вака треба да продолжат бидејќи се работи за јавно здравје и сите ние имаме одговорност без исклучок. Носењето заштитна опрема на лицето е една од мерките на кое што надлежните постојано им укажуваат на граѓаните. Во Гостивар деновиве, освен полицијата и општински патролни екипи контролираат дали и колку се користат маски во пропишаните услови и места. Функционираат мобилните екипи на општина Гостивар, кои што имаат за задача да инспектираат низ градот дали граѓаните ги почитуваат препораките и протоколите. Значи, на одредени граѓани веќе им е сугерирано кои што не носеле маски, тоа да го направат во следните денови. Ако продолжат некои со непочитување, најверојатно ќе почнеме и со казни на одредени граѓани. Според информациите од кризниот штаб, сите пациенти со COVID-19 на подрачјето во моментов се во стабилна состојба, надвор од загрозувачки ризици, а голем дел од нив се и без никакви симптоми. Од почетокот на пандемијата досега во трите општини направени се над 470 тестови за коронавирус. Моментално активни болни има вкупно 30 лица. Семејство од Тетово на починат од коронавирус 2 месеци чека правда и одговорност за пропусти во неговото лекување. Семејството на 69-годишниот тетовец кој почина од компликации од коронавирус и по 2 месеца се уште чекаат правда и одговорност за, како што тврдат, низата пропусти во здравствениот систем при неговото лекување. Починатиот беше прв евидентиран случај на заболен со COVID-19 во Тетово и прв починат. Вирусот го добил додека бил хоспитализиран во Козле во март. До неговото тестирање, семејството поминало вистинска голгота, оти покрај симптомите никој не сакал да му земе бриз, со изговор дека немало шанса да биде заболен, бидејќи бил во болница. Иако настанот е пријавен од 6.4, се уште немаме добиено никаков одговор за одговорноста на лекарите во Козле. Дали тие направиле пропусти, како што ние самите пријавуваме, или нема лекарска грешка. Дали, ако ни превзедоа навремено негово лекување, да биде пратен во соодветна болница, дали тоа во 8 септември на инфективната, во брзата помош, ние останатите членови немаше да бидеме заболени од короната, а татко ми може се уште ќе беше жив. Токму овој случај го вклучи алармот што резултираше со повеќе заболени од персоналот во заводот Козле и привремено затворање на истиот. Наташа 2 месеци упорно бара одговори по институциите, како се заразил незиниот татко, зошто не бил тестиран на време, но уште нема никаков резултат. Од правдата вели сепак не се откажува. Највеќе ова го правам заради здравјето и здравствената заштита на секој од нас. Значи, секој од нас заслужува здравствена заштита соодветна, како што се ги исполнуваме обврските ние спрема државата и државата да се ги исполни спрема нас како незини пациенти. Коронавирусот го доби и Наташа и дел од незиното семејство, но за среќа вели лесно поминале. Но нема да се помири што незиниот татко го загуби на неправеден начин, без можност ниту да присуствува на неговото погребување. Одлуката за забрана за организиран превоз од Тетово кон соседните општини и обратно се уште е на сила. Луѓето од тетовските рурални општини во време на економска криза поради состојбата со короната мора да се изложат на дополнителни трошоци за да стигнат до Тетово.
Најтешко им е на тие кои немаат свое возило, одат во градот само за итни потреби. Откако е укинат организираниот комби превоз, мора да одиме до град со такси компаниите, со што дополнително се изложуваме на трошоци во време на економска криза, поради состојбата со вирусот. Со такси сме дошли, со такси се враќаме. Тоа ни е многу лошо и не можеме да издржиме. Едино само пензија кој зема мужот доаѓаме и тога и пазаруваме и готово. И денес? И денеска исто, со такси сме дошли, со такси се враќаме. Многу лоша. А немаме паре, со што да доаѓаме? Зашто превозов ни го укине? Комбе е 40 денара, 300 денара ни е такси. 300 натамо, 300 намо, 600 денара са. Со такси сум дошол намо, сум платил 450 од Копањце до овде и 450 натамо. Треба да се укине ова, треба таксите да не ги пусти кома овие комбите, едни и други автобуси. Тоа наш ни фали на нас селјаци, ми разбираш. Градоначалничката на Тетово Теута Арифи вели дека по втор пат пратила барање да се укине организираниот превоз. Очекува позитивен одговор деновиве. И пошто ние го имаме повторено барањето за истиот да биде овозможен, имаме најава дека во текот на едните денови тоа барање исто така и ќе се реализира, имајќи го предвид фактот дека одиме кон олабавување на мерките. И од Централниот кризен штаб се надеваат дека владата ќе укине забраната за организиран превоз со постепено олабавување на мерките против COVID-19. Неколку дена откако почна поставувањето на монтажниот туристички инфоцентар на плоштадот во Гостивар, општината излезе со повик до граѓаните да дадат свои предлози за нова локација. Ваквата одлука уследи по реакции на граѓани и од ДУИ дека објектот го попречува движењето. Деновиве на градскиот плоштад во Гостивар се монтира привремен објект во кој ќе биде сместен туристички инфоцентар. Локацијата на монтажниот објект предизвика реакции во јавноста, а со критики се јави и огранокот на ДУИ. Во нивното соопштение се наведува дека објектот го попречува движењето на граѓаните, а општината на овој начин узурпира јавен простор. Како партија го поддржуваме проектот како добра можност да се промовира Гостивар и неговата околина како туристичка дестинација, но локацијата е дискутабилна и избрана без консултација со граѓаните. Со објектот се узурпира важен дел од градскиот плоштад, потенцира од ДУИ. По неколку дена откако почна поставувањето на бараката, општината излезе со повик до граѓаните да дадат своји предлози за локација, објаснувајќи дека сегашната не била конечна. Сите што имаат одредени идеи, да ни пишуваат во нашата имейл адреса инфоцентар. Значи таа не е конечна локација. Каде ќе најдеме дека или ќе одлучиме, ќе ги видиме сите предлози што ќе дојдат од граѓаните, од политичките партии, од невладините организации, од тие кои што имаат сенс каде треба да се постави, ќе видиме која ќе биде најприкладна и најдобра опција, таа ќе ја земеме и таму ќе ја дислоцираме бараката. Значи немам некоја тенденција мора тука да биде, бидејќи јас реков и не може да се смени. Проектот Туристички инфоцентар го спроведува општина Гостивар во соработка со Центарот за развој на Полошкиот плански регион. Финансиран е од Министерството за локална самоуправа и Швајцарската агенција за развој и соработка во вредност од 20.000 евра. Инаку претходно за поставување на инфоцентарот, Советот на општина Гостивар едногласно даде зелено светло. Следуваат информациите од полицискиот билтен на секторот за внатрешни работи Тетово. Вчера околу 13 часот на улица ЈНА во Гостивар, полициски службеници на СВР Тетово на дворешна канцеларија за криминалистички работи Гостивар лишиле од слобода 54 годишникот Скопско Студеничани, осуден на затворска казна за сторени повеќе кражби и тешки кражби, а кој се барал со потерница. Тој се сомничи дека изминатите 3 години на гостиварското подрачје извршил неколку тешки кражби, претежно во цркви, како и повеќе тешки кражби на други подрачја во нашата држава, исто така најмногу во верски објекти. Задржан е во полициската станица Гостивар и по целосното расчистување и документирање на случајот ќе му бидат изготвени соодветни поднесоци, пошто ќе биде спроведен во казнено-поправната установа Идризово во Скопје за издржување на затворската казна.
Вчера исто така околу 21 часот и 10 минути во близина на угостителски објект на улица Линденска во Тетово, со повреди во без сознание бил пронајден 36-годишникот Тетовско Новосело, кој по кусо време дошол при свест, а според негово кажување, повредите му ги нанеле повеќе лица кои претходно го отстраниле од објектот во кој престојувал. На местото исто така биле затекнати и 6 други лица, при што од слобода била лишена косовска државјанка на возраст од 47 години, инаку собственичка на објектот. За настанот е известен јавен обвинител. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Во текот на вчерашниот ден исто така во 12 часот и 30 минути било пријавено дека на улица Љуботинска во Тетово патничко моторно возило Мерцедес со тетовски регистарски ознаки, управувано од 53 годишник од село Синичане, удрило во велосипед кој го управувал 74 годишник од Тетово. Во несреќата велосипедистот се здобил со тешки телесни повреди, констатирани во клиничката болница Тетово, каде бил пренесен за укажување на лекарска помош. Извршен бил увид на местото на настанот од екипа од СВР Тетово. Извршниот одбор на Одбојкарската федерација на Македонија донесе конечна одлука за прекин на државните првенства во сите конкуренции. Извршниот одбор на Одбојкарската федерација на Македонија на последниот состанок донесе одлука за конечен прекин на првенствата во сите конкуренции. Одбојката е последниот спорт кој донесе ваква одлука, иако до последен момент постоеше надеж и желба за доигрување на првенството. Одлуката беше донесена после консултација со сите клубови, кои имаа заеднички став дека нема услови за доигрување на првенството. Според одлуката на извршниот одбор, оваа сезона нема да биде прогласен шампион во ниту една конкуренција, но пласманот на екипите во моментот на прекинот ќе биде земен во предвид при рангирањето на клубовите за добивање на ваучерите од Агенцијата за млади и спорт и при распределбата на местата во европските купови. Во моментот на прекинот во машка конкуренција на првата позиција беше екипата на Вардар. Џио Струмица беше на второто место, додека двата представници од Тетовскиот регион, Универзитет Тетово и Лирио Джеровјане, завршија на третата, односно на четвртата позиција. Во женска конкуренција на првото место беше екипата на Вардар пред Работнички и Наковски волеј. Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Останете со програмата на Кисиме Нада. Пријатно!